остана пустелија, земјата се раскопа, студени се зимите, нит земнат постелите. И орлишта надојдоа, на три се разделија, планините ни ги газат, очите ни копаат. И народ ке натераат од празна стомна да пием, и сонце ке ни заменат за ќора пол месечина. Од каде ти е името, без корен ти е лозата, и сестри ти навезаа за 500 лета црнина, ќанија џамија. И сега кога не сваќаш, од каде ова светлина, што ни беше виделина за 500 лета темнина. И фодули нека препукнат, и раце да им окапат, низ усти пелин нека изблујат, од пуста им поганштина. Од сабија рани ке зараснат, од очи солзи ке се исушат, а в душа беснат ветрови, а на срце бајажини. Овие стихови се од песната Ќанија џамија на култната македонска група Анастасија. Напишани се во 80-тите години на минатиот век, но мене ме враќаат назад во едно друго време. Во 1998 година потрошив сериозна сума на пари купувајќи го оригиналното издание на албумот Мелоургија од веќе споменатите Анастасија. Завршуваше топлото лето и почнуваа првите студенила на есента. Ја слушав оваа музика, ја дочитував книгата на Топурковски за Александар Македонски и неосетно се втурнував во активно учество во она што представуваше прва плуралистична промена во се уште младата Република Македонија. Од тогаш се поминати повеќе од 24 години, додека темнината за која се пее во песните на Анастасија како да е згусната до степен на непровидност. Како ли дојдовме до овде? Ако загребете со голи дланки на било кое место на македонска земја, од подземјата излегуваат траги на кои е напишана низината историја. Таа историја е напишана на камен, на железо, на злато. Напишана е во очите на народот, во звуците на мелодиите, напишана е во тајните архиви на архидушманите, а врз неа столетија и столетија мрак. Проценките за чинењето на Скопје 2014 се околу 700 милиони евра, пари фрлени во градење Диснеленд од стиропор и натрупана бронза. Пари кои во почетокот на овој век беа потребни за патишта, железници, болници, училишта, универзитети и енергетски централи. Ако беа вложени така, ќе генерира благосостојба, а благосостојбата ќе овозможеше достоинствено и веродостојно истражување на минатото. Штетата е направена. Луѓето се раселуваат и изгледа последно нешто што народот сака да слуша е како тоа некогаш името Македонија било големо и познато до далекиот исток. Јас не сум историчар, ниту ова е историска книга. YouTube форматот бара видеата да бидат кратки, динамични и пред се забавни. Затоа сватете дека раскажувањето е мое, дека историските факти кои ги споменувам оставам на сите вас поединечно ако ве интересираат да ја проверите нивната автентичност. На многу места и во многу наврати, дали на YouTube или на останатите социјални мрежи, каде што се споделуваат овие видеа, добивам чести коментари во кои поединци ги испротивставуваат своите заблуди и предрасуди на моите темелни истражувања. Обично ги игнорирам таквите коментари, на начин на кој коментарите го игнорираат изворот кој јас го цитирам во видеото. Затоа, за сите кои со интерес го гледаат оваа видео, ве молам, обратете внимание на цитираниот извор. Неголемата грешка што модерните историчари ја прават е толкувањето на древната историја преку призмата на модерното размислување. Така многу често делови од списите на авторот минатото се припишуваат на фантазија и митолошко размислување, додека она што лесно може да влезе во денешното поимање на светот се зема како прифатливо. Таков еден пристап доведе до непријатни коментари на моето видео за Александар Македонски, изразувајќи потценување на фактот дека Александар бил син на Зевс, односно Амон-Ра. Сето ова би можеле да го представиме како фантазија на еден амбициозен јутјубер,
ако овој факт не беше цитат од најпознатиот биограф на Александар Македонски, Плутарх. Појавата на македонската држава се врзува некако со династијата Аргеади, која историски можеме да ја следиме наназад до 8 век пред нашата ера, и е во силен контраст со она што денес светот го познава како Грција, а во минатото биле само раздвоени и често меѓусебно завојувани градови државички. Заедничкото име на тие градови држави кај Хомер е Данајци. Данајците, онака како што ги опишува Хомер пред се во Илијадата, се ограбувачи и рушители, и не се автохтон народ дури и на територијата која сметаат за своја, туку се узурпатори на постарата и древна критско-микенска култура. Данајците се всушност едно од 12 племиња кои излегуваат од Египет со Мојсија, додека патриархот по кој е наречено ова племе е Дан, еден од 12 синови на Јаков Израел. За овој податок погледнете во Библијата, во прва книга Мојсеева, глава 49, стихови од 16 до 18, и исто книга Судии, глава 5, стих 17, каде јасно се гледа дека племето Дан е народ на морепловци, ист како оној кој ја напаѓа Троја во Илијадата. За Македонија, македонскиот народ и цивилизација, јасно лоцирани на север од Данајците, нема податоци кои би го спореле фактот дека оваа цивилизација е автохтона и за разлика од градовите држави е организирана во форма на целовито кралство. Потврдата за ова го наоѓаме повторно во Библијата, овој пат во првата книга Макавејска која почнува вака. Александар Македонски, синот на Филипа, излезе од земјата Хетејска и го победи Дарија, персискиот и индискиот цар, и се зацари наместо него во Елада. Моите критичари обично заат да се забарикадираат позади своите предрасуди и да ме обвинуваат дека измислувам. Затоа пред да се случи истото упатувам на читање на целата прва книга Макавејска, во која со огромна луцидност се изнесени историски податоци за тоа време и настани, и верувајте ми, откако ги проверив текстовите на повеќе јазици, во сите Библии најдов дека е запишано Александар Македонски. Друга една работа која ја истражувам и за која често правам видеа е митологијата, односно пристапот кон неа како древна историја. Оние ликови кои во митологијата се представени како богови, се всушност само супериорни битија во однос на нас луѓето, но истовремено се подеднакво реални како што биле реални Александар Македонски, Цезар, Карло Велики или Наполеон. Во древни текстови како што се Илијада и Одисеја, древните индиски списи како Махабхарата и Багават Гита, сумеро-акадските таблици и Библијата секако, имаме представи на овие битија, нивните одлики, карактеристики, силни и слаби страни. Тие се тие поттикнувачи на цивилизацијата во сите нејзини аспекти, како што Тот е просветител, Енки е научник генетичар, Аполон уметник, Марс, а многу веројатно и Јахве се типични примери на војници. За проверка на се во ова доволно е да се читаат делата на античките автори во кои овие битија се протагонисти заедно со луѓето и каде јасно се прави дистинкција помеѓу нив и луѓето. Таа дистинкција и не значи резка граница меѓу нив и луѓето. Многуте така наречени полубогови, како Ахил или Гилгамеш, се доказ за генетската компатибилност помеѓу боговите и луѓето. Таков еден полубог со сигурност бил и Александар Македонски. Филип му бил онолку татко колку што и Јосиф е генетски татко на Исус. Самото однесување на Александар ја потврдува мојата теза. Првин, двете манијакални посети на пророчиштето во Делфи и она во Египет, посети во кои бара и добива потврда за своето потекло од боговите. Понатаму, во својот краток живот и уште пократко освојување оди на исток и само на исток. Никогаш не се враќа во Македонија и својата престолнина ја поместува во Вавилон. Во Вавилон главно божество е синот на Енки, Мардук. За Мардук Сичин вели дека е истиот лик кој во Египет е познат првин како Ра, а подоцна кога Мардук е одсутен од Египет под името Амон, кој означува Ра кој е невидлив. Ова ни го заокружува мозаикот и поврзаноста на Александар со овој бог, од Делфи преку Египет се до Вавилон.
многу веројатно како негов татко и заштитник во светот на висшите раси кои ние ги знаеме под името богови. Кога Александар доаѓа во Месопотамија, добар дел од древната историја на оваа земја е закопана под песок и населението или има изгубено паметење за таа цивилизација или ги памети само митовите. Подоцна, во 18 и 19 век, западните археолози, пред се германски, француски и британски, ќе започнат со безмилосно, неселективно и масовно ископување и присвојување на археолошкото богатство на Месопотамија, кој ден денешен ги исполнува нивните музеи. Благодарение на овој посет и толкувањето и интерпретацијата на историјата е во нивни раце. Околу копањето овде, најдените артефакти, дешифрирањето на клинестото писмо можете да прочитате во книгата на Зенон Косидовски Кога сонцето беше бог. Како што реков, добар дел од сумеро-акадската цивилизација е под песок кога Александар доаѓа овде. А сепак, за центар на својата империја го зема Вавилон, градот каде врховен бог е Мардук. А Мардук по се изгледа истиот лик како и Амон-Ра, односно Зевс. Исцрпноста на првата книга Макавејска од Библијата како историски запис оди и по смртта на Александар и поделбата на царството за кое книгата вели дека Александар им го има разделено своите генерали додека уште бил жив. Наинтересен е секако Египет, каде продолжува да владее македонската династија Птоломеи, се до Клеопатра. Достанеше на власт во Рим Цезар или Марко Антонио, можеби македонската династија ќе беше уште доминантна во Египет. Но желбата за превласт како единствен наследник на Цезар го води Октавијан Август во војна против Клеопатра и Марко Антони, со што става крај на македонската династија. Големата цивилизацијска оставштина на Александар Македонски е секако Александрија со нејзината огромна библиотека, која повторно е уништена во време кога христијанската црква е во подем во Римската империја. Наративот кој ден денешен е актуелен, во голем дел е заслуга и на обликувањето на историјата и од страна на христијанската црква, која во својот догматски светоглед не можела да остави простор за едно научно просветлена и пагански ориентирана елита. Затоа, библиотеката морала да гори. Место каде и покрај доминантната христијанска идеологија, дел од знаењата, книгите и учењата се преостанати од Александриската библиотека е секако Константинопол. Константинопол е средиштето на здравиот дел на Римската империја, кој продолжува да обстојува 1000 години по падот на Рим. Додека Рим и западниот дел од царството тонат во мрак и заборав, во Константинопол имаме процут. Во тој процут и во таа империја која неправедно се нарекува Византија, покрај многуте династии кои се менувале на Ромејското царство, од сите можни народи и царства и имиња од минатото ја наоѓаме само македонската династија. Династијата на Василий II, кој бил наречен и бугара убиец заради ослепувањето на војската на цар Самил. Дали оваа династија е македонска во тесна смисла на зборот, не би можел со сигурност да тврдам. Но големината на името Македонија со сигурност била од голема важност дури за ромејските императори од 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот век. Таа важност на името ќе продолжи и понатаму во средниот век. Ако можеме да веруваме во автентичноста на овој документ што го гледате на сликата, цар Душан, кој знаеме е крунисан во Скопје, се прогласува за цар на србите и македонците, а не како што се вели цар на србите и грците, зашто терминот грк, грци, Грција е создаден многу подоцна од западните историчари, пред се од британските. Со опаѓањето на моќта на Отоманската империја, народите кои еден по еден се ослободуваа, прифаќаа лажна историја на која ќе го градат својот национален идентитет и пред се прифаќаа европски принцови за своји суверени кралеви. Така Грција го добива баварскиот принц Ото Фридрих Лудвиг фон Баерн. Бугарија го доби Александар Јозеф фон Батенберг од Германија, Албанија го доби Вилхелм Фридрих Хајнрих исто така од Германија, додека само кралството Србија ги имаше своите автохтони лози Обреновик и Караџорџевиќ. Насреде ова калемење на кралски лози од европските династии, во 1893 година во Солун, група македонски интелектуалци формираат Македонската револуционерна организација, која се залага за формирање на македонска држава
по републиканскиот модел на Соединетите Американски држави. Не сад на Клинтон, Буш или Обама, туку сад на Джеферсон, Франклин, Адамс и Хамилтон. Можеби овој напреден републикански модел е гревот поради кој организацијата не можеше да го оствари сонот за независна Македонска република и наместо тоа мораше да се почека уште некоја деценија. Во периодот на Втората светска војна, македонскиот народ застана на победничката страна. Сам, без интервенција на туѓа војска, макар на бранот на германското повлекување, ја извојува својата долго посакувана слобода. Само заради тоа, големите сили ја потврдија Македонија како држава, макар во составот на Југославија. Од истите причини и повторно заради фактори во меѓународната политика кои за нас знаат повеќе од што знаеме самите за себе, дозволија потврда на освоеното во 1944 година со референдумот од 1991 година. Македонците денес се со истите предизвици како и секој модерен народ: финансиски проблеми, екзистенција, енергетски кризи. Насреде ова, негирањето и желбата да се присвои дел од тој македонски идентитет е присутен сега исто како и во минатото. Причината е можеби објасната во една досадка која своевремено ја раскажуваше Рубен Смуратовски на Радио Равел. Седеле во некоја кафеана пред 2500 години еден вавилонец, еден персиец, еден атинјанин и еден македонец. Во една слична кафеана денес седат еден ирачанец, еден иранец, еден грк и еден македонец. Јас сум Татумчо, драги пријатели. Секој добро.